Цветници. Цветници е христијански подвижен празник во спомен на влегувањето на Исус Христос во Ерусалим, кога неговите ученици и симпатизери со цвеќе и врбови гранки, како и со својата облека, му го постилале патот. Денот на празнување секогаш е една недела пред Великден. Според тогашните закони, учител можело да биде само лице што наполнило 30 години. Исус веќе 4-та година го проповедал своето учење, а бидејќи за Пасха мноштво народ доаѓал во Ерусалим за да го прослави празникот, и Исус по 4-ти пат доаѓал како учител. Но тогаш разбрал дека неговиот пријател Лазар од Витанија е тешко болен. Исус веднаш се упатил таму, но стигнал 4 дена по неговата смрт и по погребот. Сестрите на Лазар, Марта и Марија, го прекориле Исуса, велејќи му дека ако дојдел на време, немало Лазар да умре. Марта му рекла: Господи, ако беше ти овде, немаше да умре брат ми. Но и сега знам, што и да посакаш од Бога, Бог ќе ти даде. Легендата вели дека Бог сакал Лазар да умре, за врз него да се манифестира силата Божја. Кога дошол до гробот, Исус го повикал Лазара: Лазаре, излези надвор. И Лазар веднаш излегол, завиткан со платно на рацете и нозете и со крпа околу лицето. Сите што го виделе тоа, се почудиле и поверувале дека Исус е Синот Божји. Со овој чин, Исус уште повеќе се здобил со слава и пак се упатил кон Ерусалим. Кога стигнал во подножјето на Маслиновата гора, тој пратил 2 своји ученици во Витфагија да му донесат магаре и магарица. Им рекол: одете во селото, што е наспроти вас, и веднаш ќе најдете врзана магарица и магаре со неа. Одврзете ги и доведете ми ги. А ако ви рече некој нешто, ќе му кажете дека му се потребни на Господа и веднаш ќе ги прати. Учениците ги донале, а потоа ги ставиле на магарето своите облеки врз кои седнал Исус, и така влегол во Ерусалим, поздравен од мноштво народ. Ваквиот пречек на Исус во Ерусалим бил последица од неговата голема популарност меѓу народот, уште повеќе зголемена по воскреснувањето на Лазара. Се поставува прашањето: зошто Исус во Ерусалим влегол качен на магаре? Толкувачите на Светото Писмо истакнуваат дека кај источните народи магарето било символ на мирот наспроти коњите, што служале за водење војни. Магарето мирно му служело на човекот, како што и Исус му служел на народот. Пречекувајќи го Исуса, воодушевениот народ со цвеќе, врбови гранки, но и со својата облека, го постилал патот и пеел: Осана на синот Давидов. Благословен е оној кој доаѓа во името Господово. Осана на висините. Во спомен на ова свечено влегување на Исус во Ерусалим, уште од најраните христијански времиња е востановен празникот Цветници, кој меѓутоа се празнува од 3-тиот век. На иконата овој чин е насликан како Исус јава на магаре, а неговите ученици и народот му го постилаат патот со цвеќе и облека. Овој празник е подвижен празник,
Зависи од тоа во кој ден ќе падне Великден. Македонија, овој празник се празнува различно. Например, во Гостиварско Зубовце. На овој ден младите невести, девојките и девојчињата со кошници во рацете одат на прошетка во селските ливади. Берат цвеќиња. Прават цветни кивчиња колку што има членови во нивната фамилија. Прават и една поголема китка за куќата, која по враќањето дома ја остават пред домашната икона.